До среда идната недела Министерството за економија ќе ги анализира цените на прехранбените производи, пошто ќе се знае дали ќе има мерки или не. Повеќе од 30 тимови на Државниот пазарен инспекторат деновиве вршат контроли. Ресорниот министер Бисар Дурмиши вели: кризите во минатото покажале дека трговците, дистрибутерите и производителите ги злоупотребувале ситуациите и не секогаш оправдано ги зголемувале маржите, и токму во тој дел се сега насочени и контролите. Ако има девијантно однесување, Дурмиши вели ќе има и казни, а како министерство доколку е потребно на владата ќе и предложат намалување на ДДВ-то кај храната од 5 на 0%. Според Дурмиши, цените на овошјето и зеленчукот се веќе намалени, но вели ќе го чекаат конечниот извештај по кој ќе имаат појасна слика за движењето на цените. И уште еднаш повтори, Македонија е увозно зависна земја и во тој дел не можат да влијаат. Цената може да се зголемува на тие производи што кажеме дека се увезни. Таа маржа што ја имат внатрешните трговци, таа маржа и ќе ја употребуваат. Во делот каде што ќе гледаме, како минатиот пат кога правивме анализи, гледавме дека маржата на внатрешните трговци и дистрибутери беше 20-30%. Тогаш беше девијантно однесување и ние одивме со мерки. Таа маржа ние ја гледаме. Во минатиот месец, да, имаше зголемување на цените на прехранбените производи, имаше намалување на маржата. Иако вели во моментов како министерство се посветени на исполнување на реформската агенда, Дурмиши очекува до крајот на јуни да се донесе и владината потрошувачка кошничка, која е веќе доставена и разгледана од сите засегнати. Тие критики, забелешки што ги има оние сме ги наведеле и ги обработуваме. Кога ќе имаме наредниот пат СС, после исполнување на чекорите на реформската агенда, ќе се фокусираме на да ги отстранеме тие забелешки. Според ресорниот министер, доколку не се случила војната на Блискиот Исток, инфлацијата во земјава ќе била многу пониска, но вели остануваат внимателно да ја следат состојбата. Во меѓувреме, до понеделник на сила се мерките за намалени акцизи за дериватите и повластината стапка на ДДВ од 10% само за бензините.